Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Мој термин, заедно со мене Огнен Јаневски. Ви кажав во очи дека се гледаме веднаш по дневникот во 17 часот, па имавте можност да се подсетите на една од поубавите епизоди на Патот до успехот со колегата Мишко Иванов, иако можеби во заднина на таа епизода имаше 30 сантиметри снег, но во секој случај како освежување доаѓа во овој летен период. Ке зборуваме по однос на освежувањата и кој тоа се освежувал и се подновувал од минатата влада со народните пари. Практично министерскиот луксус на екс-власта со народни пари, додека пак сега веќе од новата владина коалиција, предводена од СДСМ, ДУИ и АЗА, се очекува вистински домакинлак кога станува збор за парите кои што граѓаните ги издвојуваат преку даноци за водењето на оваа држава. Колешката Наташа Стојановска со деталите околу трошоците на поранешни државни високи функционери во Македонија. На државен трошок се пазарело во бутици за брендирана гардероба и обувки, спа центри, маркети, аптеки, клубови и плажи. Поранишниот министер за земјоделство Михаил Цветков во последната година и половина со службената картичка купувал облека од бутиците Бицијани, Атила, Том Тейлор, но и од Вајкики, Котон и Њујоркер. Некаде плаќал по 20 евра, некаде и по 300 евра, зависно од бутикот. Само една од сметките покажува дека Цветков во изден си купил облека во Бицијани, а потоа ја посетил и продавницата за чевли Пеко. Пазарел и во Нептун, но потрошил и нешто повеќе од 100 евра во Топ Шоп, како и во Прима Оптика и Спорт Вижен. А најчесто ги посетувал хотелите Силекс и Кратис во Кратово. Телевизија 24 стапи во контакт со Цветков, но тој одби да коментира. Кусо посочи дека нема никакви злоупотреби на службената картичка и го прекина телефонскиот разговор. За разлика од Цветков, неговиот заменик Ванчо Костадиновски не пазарел по бутици со службената картичка, но често вадел кеш. За година и половина извадил околу 4000 евра. На денот на независноста, Костадиновски во трговскиот центар Сити Мол извадил кеш од 500 евра, а потоа малку подоцна со картичката плаќал во познат ресторан во трговскиот. Врз основа на платените патарини од нешто повеќе од 100 евра, Костадиновски често патувал низ Македонија и надвор од државата. Со службената картичка плаќал во рибни ресторани на Ушче во Белград, спиел во хотелот Хајат за што платил околу 200 евра, но и таму вадел кеш. Во Бугарија бил во клубот Рок-н-рол, а потоа плаќал и во спа центар и тоа околу 300 евра. И секако вадел кеш. Во Словенија спиел во хотелот Ширатон каде платил 436 евра, а плаќал и карти во Постојнска јама. Во земјава на државна сметка купувал и сендвичи од 150 денари, плаќал сметки на охридските плажи од 370 денари, но и за вечери кои чинеле и по 500 евра во луксузни ресторани, се плаќало и во аптеки, клубови за куглање и стрелаштво. Костадиновски остана недостапен да одговори зашто се ја користел службената картичка. Со службената картичка плаќал и државниот секретар Бесир Јашари, повеќе трошел во ресторани, но пазарел и во Мона и Пеко. Функционерите од ова министерство на државен трошок пазарели и во локалните маркети како Веро, Тинекс и Рамстор, но исто така и покрај верна картичките со кои се точи бензин, тие дополнително и со службените картички правеле трошоци за гориво. Вакви документи кои го покажуваат начинот на кој се трошеле државните пари баравме и претходно од повеќе државни институции во време кога ВМРО ДПМН беше на власт, но и покрај законската обврска да ги достават тогаш надлежните наоѓаа различни начини како документите да не бидат обелоденети во јавноста и достапни до новинарите. Сега СДСМ го крена нивото на транспарентност, но истото ќе треба да го задржи и тогаш кога ваква документација ќе се бара за сегашните функционери. Да, темата за која што разговараме во денешното издание на Мој термин е токму поврзана со државните трошоци, односно трошоци кои доаѓаат финансирани од народните пари, од моите, вашите, сечи пари кои што на сите нас, односно кои што живееме тука во Република Македонија и преку даноци ги издвојуваме за развојот на државата,
а при тоа треба транспарентно и јавно побарање, се разбира, по однос на пристапот за јавни информации и да ги добиеме информациите и ние како новинари, но и вие како граѓани, да видиме како се трошат тие пари и каде се одат. И токму прилогот на колешката Наташа се однесува на трошоците кои што ги правеле поранешни државни високи функционери, министри, екс-министри од нашите пари, каде, зошто, а како веќе е прашање на кое што треба тие да одговорат, но не сакаат. Со од новата власт, предводена од СДСМ, во која што исто така се и ДУИ, Алијансата за албанците или АЗА, но и дополнителни луѓе кои што не се делови од партија, но се дел од коалицијата, како што е Никола Димитров, се очекува, се разбира, да бидат транспарентни во однос на сето ова, но и домакински да работат по однос на парите кои што ги добиваат од граѓаните и при тоа да посочуваат и да знаеме каде се ги трошат. И токму затоа и темата е и така насловена министерски луксус на екс-власта со народни пари, а од владата на СДСМ, ДУИ и АЗА се очекува домакинлак. Доколку имаме некој на линија, може и веднаш да почнеме со вклучување. Добар ден или добро вечер, како сакате. Ве слушам, повелете. Имаме некој на линија, но само дали може да се... Да, повелете. Добро вечер. Како не му е страм? Право. Јас се слушам одлично. Да, повелете, ве слушаме сега. Добро вечер. Добро вечер. Прво, како не му е страм да се застрам? Зборувајте. Дали гледа жените и децата и што правеле тие? Ние се мачиме овде, не знаеме до крај како да сврзиме, а тие се луксузирале и то нашите пари, замисли. А ние кој ќе побаравме за болест, за било шо, да ги затвораа вратите. Така? Да се застрама кај ќе му оди деца, душата. Како ќе му се испула на собствените деца? Ама не се криви децата. Госпо има, гледа, не може, многу сум нервирана. Господа му пресуди. Чао. Пријатно да вас благодарам за јавувањето и се слушаме во некоја следна можност. Доколку имаме некој на линија, одиме веднаш со вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам. Да, повелете. Благодарам. Така сега, многу е лесно некој да ти даде финансии, да можеш да располагаш со нив онака како што ќе сакаш ти. Значи, да немаш контрола. Се слушаме? Да, се слушаме, зборувајте. Значи, да немаш контрола на трошењето. Ова мене ми изгледа како една поговорката. Што е најдобро да имаш? Да користиш туѓи пари, да возиш, да јаваш туѓа копила и да имаш туѓа жена на располагање. За сите тие три работи нема воопшто да се чувствуваш виновен ако едното, другото или третото цркне, затоа што не е твое. Така и овде као нашите министри, значи ги користеле нашите пари, ги правеле луксузи, место со тие пари да постигнат во меѓународната политика одредени бенефити за државата, да донесат за државата, да речеме, побрзо да влезе во НАТО, во ЕУ и така натака, да се помогне во извозот на нашите производи, да речеме во увозот, што може да се направи, да се донесе од страна, да речеме, инвеститори. Тие тоа не го почитувале. Тие го почитувале само личниот интерес и ми се чини дека овдека тешко е да се коментира повеќе. Доста е. Ама и за нив доста е. Благодарам. Пријатно и до вас. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Владко е на телефон. Поздрав до вас, Владко. Што правите, како сте, добри? Добро е, ве си разговараме за теми од интерес на народот. Вие што правите? Сакам да проверите во Министерство за животна средина. Добро. Дали можете да проверите дали имате некои врски? Што би провелире таму? За државниот секретар за трошењето на средствата на граѓаните. Зборувате за претходниот или за сегашниот? За претходниот државен секретар. Добро. Како се викаше претходниот државен секретар?
Презимето и го знам, или Питкова. Аха, Сонја ми се чини, или? Да. Добро. Фала ви многу, поздрав, пријатен ден. Благодарам, поздрав и до вас, и вам ви посакувам пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, добро вечер. Добро вечер, повелете. Видите, за вакви работи се оди затвор. Така да, во бившиот систем ова да се случило, на сите тие не би им гинел голиотот. Што значи, тоа е класична злоупотреба на службена должност. Тоа е да си купуват патичиња, маичина од вајкики, од не знам каде, од авде, па тоа е срамота. Прво дали имат сура. Значи, тие министри треба да пикнат главата кај што мочат и да се удават таму. Разбирате? Тоа се народни пари. Овој народ знаеме дека е сирома. 10.000 е платата. Што значи тоа не е плата, тоа е некој надоместок. Значи тука е внатре влезена храна, превоз, стаж, минатруд, што ја знам. Рестартирајте го тајмерот. Прва до сега све. Така да, поради тие причини, мислам дека против овие сите, оваа власт треба да си покрени постапки за злоупотреба на службени должности, кои ќе си одит затвор, кои ќе си одговарат и парите треба да ги вратат. Благодарам. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Нешто веројатно се остана тајмерот од претходниот гледаш на овој што беше сега, затоа и реков да се ресетира повторно. Одиме со следното јавување. Добро вечер. Добар ден. Ве слушам. Добар ден, повелете. Па уште сонце грее овде. Да ви кажам искрено, јас би ви велел добар ден цел ден. Да, ако е добар денот. Така е. Па и да не е, да си посакаме да е добар. Па мене баш ми одговара денешнава ваша тема. Зошто? Затоа што многу одамна се зборува и за министри, и за директори, вамо и тамо, па еве сега испадна дека на вистина сето тоа било една голема вистина. Така. Значи, толку пари да се трошат за гардероба, за чевли. А чекайте, и јас носев на времето чевли од Пеко, меѓутоа имавме некој договор со фирмата, па ги купувавме на рати. Беше пополно. Да предпоставам дека се уште може би ги имате истите чевли. Моја? Да предпоставам дека се уште може би ги имате. Јас имам чевли од пред 15 години и уште ги користам. Да, чувам, такви чевли никогаш нити се кинат, нити формата ја губа, да ги чувам и тоа со задоволство ги чувам. Така. Значи, срам не виден. И на сите вакви коментари, еве кога и денеска званично е ова е кажано, и они утре, а очекувам и вечер дека веднаш демант ке дадат. Сега се наред директорите на институциите да се испитаат што тие трошеме од нашите пари, мислам, пак од државните, од нашите пари. Затоа што возеа приватни коли со службен бензин. Добро. Посебно, Министерката за култура, каде што јас многу често пати ја среќавав на отварени, на изложби, кај нас кога доаѓаше на работа. Значи, сите во чевлите ја гледа и сите молче. Така. Дали ќе постои можност да се врати еднаш, да се вратат овие пари еднаш? Оти ако поминеме вака само со зборување, со кажување и вистини и сето тоа, тешко дека ќе се постигне некој ефект. Бидете Да, поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Имам ново звонче, внукот ми го подари и затоа сега го користам. Еве за оние кои што можеби се пришуваат Ring for a Kiss. Добро. И тоа ми е новото звонче. Тука е и старото некаде низ студиото. Доколку ова нешто се расипе, ќе го користиме новото. Добро, Владче, не гледај тука, не ти го давам да си го земеш. Моje си е. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Јас немам вклучен телевизор, па затоа не знам што е со новото звонче од внукот. Ништо, едноставно ми подари ново звонче. Па нека вие со среќа. Благодарам, повелете. Па видете вака, некако се преклопувате со темата на она што сега оди во Телма. Вие се ова бип направете. Ама има некои работи што мене не ми се допаѓаат. Добро. Се разбира дека ние сме многу бедна држава, тоа и статистиката ја мислам ја покажува, не наша интерна, туку на Европска унија.
ево старти така натаму, меѓутоа има некои работи кои што мене ми пречат. Се разбира дека е негативен ставот за ова што вие го говорите, што го дебатираме сега, меѓутоа има податоци кои што навистина треба да се обзнанат. Да речеме, колку луѓе се почестиле, обедувале, да речеме, на фин начин, со таа сума од 3, 4, 5.000 евра. Кои се тие луѓе? Дали навистина тие се од интерес за Република Македонија, бидејќи не може баш така само голи податоци да се ставаат. Ме разбирате што сакам да кажам? Мислам, ова изгледа навистина многу страшно и во големата слика се вклопува сосема. И мислам дека луѓето кои што се здравомислечки во Република Македонија знаат за која голема слика зборувам, за сето она што открија бомбите. Но и реално земено има тука, ќе повикам на некакво дополнително и новинарско истражувачко ангажирање, бидејќи навистина овие се... Така. Благодарам за јавувањето, ве разбирам, да, она што го велите, дали луѓето кои што седеле на тие ручеци се од интерес за развојот на државата и тука би требало дополнително да се истражува и да се пребарува, но јас не верувам дека едно одело кое што би се носело со сакои со панталони е од интерес на државата да биде купено од народни пари за државен функционер. Тоа не е од интерес на државата, ниту пак е од интерес на државата да речеме да си пазарите блендери во познати продавници кои што продаваат и преку интернет или не знам да си пазарите телевизори во големи маркети за бела техника. Тоа не е од интерес на државата. А да, ручеците и евентуално хотелите и патувањата треба само да се воочат и да се потврдат за што биле потрошени и како. А на плажа во Охрид сигурно не држеле состанок за реформи на државата. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден, убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Не само министерски луксус, него и пратенички луксус, и градоначалнички луксус, може за многу луксуси да се каже, ако се провери во Реко Сломеј, од каде некои бивши пратеници и бивши градоначалници од Кичево има направено на излетничкото место викендиски куќи, базени, и дали бил некој покровител кој бил добил под ова тендер од Осломе да работи во Осломе, од Вевчани, газдата, и дали на тие бивши пратеници и градоначалници, може и уште некои пратеници, и на рачун на Рек Осломе им се направени куќите и работниците кои работеле таму се платени на рачуни. Значи не само министерски, нешто да се завлези тоа влада, меѓутоа пред се ова влада треба да има чисти кои не биле умешани такви работи, конкретно од партијата ДУИ, затоа што била заедно со ВМРО да помене на власт, таквите да се очистат, да влезат во сите институции, во сите државни фирми, како што е и како што посочив Рек Осломе во Кичево. И дали синдикалните функционери на Рек Осломе во еден кичевски хотел си јаделе и си пиле на рачун исто на рачун на Рек Осломе и си носеле дома огромни скап јадења, риби и така натака и така натака. Да се сето тоа провери, мисла не само кај министерски луксус, никој и претенечки и градоначалнички сите оние ешалони кои биле на владачката власт. Ви благодарам, ала пријатно. Пријатно и да вас благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па добро, јас не сум овие луѓе сега како се растени, мислам, да дојдат до министри, што постигнале некој детство, едно друго. Предпоставам дека беа боци по мајчиња, без гаѓиња. Меѓутоа, докај стигна, би сега го користат она што го дава народот. Во ствари, тие си земат од народот. Не можам ништо да кажам, освен да се работи за мегаломанство. 100% такви ручеци и такви работи никогаш не му текнало на памет. Мора некој да ги советувал, мора да имале протокол мајстор за тие работи, кој што му велел како да јадат, например, јастози или што ти ја знам таму, не знам што се имале за ручек, некои специалитети и било што. Не ми се верува дека тие биле толку паметни за, мислам, не паметни, туку искусни. Сето тоа го
искусиле во обичниот живот, пак ете тука малце да придонесат, да прикаснат уште малце. Што се зборува за гардеробата? Па гардеробата исто така. Јас претпоставувам дека имат исто така некои суфлери кои што им кажат што да носат и како да носат. Не би рекол дека тие луѓе толку многу знаат. Сега наеднаш пазареле од чуткано никни, а сега наеднаш почна да пазарат, што ја знам во Лондон и по разноразни каталози и да порачуват роба и не ми се верува дека е само нивна кривица, мора да е кривица на еден голем тим на луѓе, мислам, на цела влада. Тоа што се случувало. Добре. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Мирчен на Фейсбук ни вели, поздрав до 24 вести и до вас огнен, што да се каже за криминалот на ВМРО, го уништија сопствениот народ, македонски платија казни европски. Во криминал се догуша. И како не ги е срам се уште да се правдаат пред очите на јавноста и како можат нивните симпатизери да ги гледаат во очи. Значи тоа се луѓе без образ и чест и затоа што побрзо да се најдат пред лицето на правда и веќе да се заврши со оваа банда. Само некако многу трае овој процес и не знам што може да се случи понатака. СЈО и судството треба да си ја завршат работава што побрзо. Поздрав огнени, се најубаво. Благодарам Миче, поздрав и до вас и се убаво. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Ало, здраво огнен. Здраво, како сте? Добро, фала. Повелете. Овако, сакам ја краток така да бидам, Ајде. Потполно се слагам со останатите. Колку такви картички имало на располагање, колку сакаат така да си трошат пари? Имате ли некаква евиденција така? Колку всушност има службени картички во содржани пари, не знам искрено да ви кажам. Немам идеја во моментот да ви кажам такво нешто, што и да ви кажам ќе ви излажам. Да. Мислам веројатно на секој функционер државен од највисоките ешалони како што се министрите или заменик министрите и државните секретари, веројатно по една, неверојатно туку им следува, но колку е вкупната сума не знам. Да ме замолам нешто, да поставите тема за обиснава милиција, што е задолжена да не чува, што мислење имаат граѓаните. За полицијата? Да, за милиција во обиснава, што мислење имаат граѓаните. Добро. Ако можете да поставите таква тема. Добро. Благодарам, огнен, пријатно. Благодарам и вам за јавувањето и ви посакувам пријатна вечер. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Дали се слушаме со некого? Зборуваме во денешната тема за трошоците кои што ги правела поранешната власт, но со оглед на таквите трошоци и луксузирања со народните пари, од новата влада пак се очекува да не го прави тоа, да биде поотворена, потранспарентна, но и се разбира да се однесува домакински по однос на буџетот со кој што располагаат, а кој пак се полни, се разбира, со голем дел од народните пари, односно од парите на граѓаните кои се издвојуваат преку даноците кои ги плаќаме. И токму за сето ова, денеска затоа ја отворивме оваа тема, за да може се тоа да си го кажат граѓаните и мислењето и се она што мислат дека е потребно да биде споделено во јавноста. На државен трошок се пазарело во бутици, за брендирана гардероба и обувки, спа центри, маркети, аптеки, клубови и плажи. Поранешниот министер за земјоделство земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков во последната година и половина со службената картичка купувал облека од бутиците Бицијани, Атила, Том Тейлор, но и од Ваикики, Котон и Њу Јоркер. Некаде плаќал по 20 евра, некаде и по 300 евра, зависно од бутикот. Само една од сметките покажува дека Цветков во еден ист ден си купил облека во Бицијани, а потоа ја посетил и продавницата за чевли Пеко. Пазарил и во Нептун, но потрошил и нешто повеќе од 100 евра во Топшоп, како и во Прима Оптика и Спорт Вижен. А најчесто ги посетувал хотелите Силекс и Кратис во Кратово. Дали имаме некој на линија? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав и се најво, поздрав до сите гледачи на V4 и на цел македонски народ. Поздрав и до вас, повелете. Не е јасно. Да не земаја плата овие кутрите, па немаја од ошто да живее и да се купува. И се да само тие му беа. Или му беше дозволено, правите што правите, само да ме крепите, имате одврдани рате, па удрете по народо,
Само јас сам колку може повеќе. Фала и пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Да, повелете, ве слушам. Ало? Да, повелете, ве слушам. Огнен? Да. Чом, че дом, че ме чекаш кај чошето кај школијата. И чој ме че јадиме чебап и в чаршија. Така. Ама, ко ќе поминеш покрај саатот, порано беа варовски нужници, вика, че ги лапнеш па се да начешмае. Сега, и овие бај ги лапале. Гладници. Па, тешко за нас да има останато нешто. Се најдобро, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето и за подсетувањето на делот околу и саатот, и шарена чешма и она што се нарекува дијалект на граѓаните на град Прилеп. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Па не знам до каде, не сакам ни да спомнам поранешната власт. Мислам, ова сегашната власт сакам да обстане како Тито што обстана толку години, сакам тоа, само сакам што побрзо одма господинот Заев начело со партиците или коалицијата со ДУИ, Алијансата за демократска на албанците, подхитно веднаш, сами ако треба до СЈО, до Катица Јанева, Груевски и неговата банда, па ако има потреба и од ДУИ што беа криминалите, подхитно во шутка или во некој затвор што не знам дали постои некој лош затвор за нив. Немам преска на вести, не знам со која со таква гордост Груевски, не знам ли господин не заслужува господин, не стави во долгови, не само мене, можеби моите деца ги стави во долгови што ми се малолетни, во Битола отишол, гледа таму градежништвото што се работи или што се гради. Не знам човекот што си замислува, дека не само премиер на Македонија, туку да не се генерален секретар на Обединените нации, да не. Не знам и нивните симпатизери ВМРО дали гледат луѓево, не сакам да ги навредам нив, дали ослепиле целосно. Па срам на ова до кој Дереджо ни не донеса. Мислам дека претера, го гледам човекот се шета со криминалецот, градоначалникот Битола, низ Битола и кажува таму што правил он, а што ќе прави. Па дајте му човекот, нема уште месец дена на власт и сакате со магично стапче одма. Голем поздрав до вас и до сите канал 24 вести. Да, благодарам за јавувањето, поздрав и до вас и ви посакувам пријатна вечер, како вам, така и на сите останати кои не следеа во текот на ова издание на Мој термин. Вие останете со телевизија 24 следоводневникот во 20 часот со колегата Един Хајдар Пашич, а јас, односно вие и јас се гледаме од утре натаму повторно. Пријатно.